Како што најавивме денеска преку моето Facebook обраќање, од денеска започнуваат теренските посети. Мојата активност низ Република Македонија, посетите на градовите, селата, посетите на општинските комитети, од каде што очекуваме да собереме голем број идеи кои што понатаму ќе бидат навигација во новата програма која што ВМРО ДПМН после завршувањето на овие теренски посети ќе ја промовира во Република Македонија, ќе понуди нови решенија, ќе понуди решенија кои што ќе значат нова, современа, технолошки развиена Република Македонија, решенија кои што ќе гарантираат подобра иднина за земјоделците, лекарите, адвокатите, студентите, младите луѓе во целост, така што и сите оние целни групи кои што се разбира очекуваат резултати, очекуваат подобар живот во Република Македонија, но она што го добиваат денеска е разочарување и понижување на дневна основа. Имав токму овдека од Струмица започнувам оваа теренска посета, имав дружење со младите од овој град. Младите ми информираа за сето онаа ситуација која што се случува во Република Македонија, поготово во нивниот град. Разговаравме околу актуелните политички и економски теми, посебно се загрижени за застојот во економијата, бидејќи не гледаат перспектива. Со ваква економија која што е на дното во Европа, навистина се загрижени за својата иднина. Ние не смееме да дозволиме уште една генерација да изгубиме. Изгубивме многу генерации, не смееме да изгубиме уште една генерација. Токму затоа тука е ВМРО ДПМН помеѓу нив да собере идеи, да собере предлози кои што понатаму заедно со оние кои што веќе ги имаме разработено, да ја креираме таа нова програма која што ќе донесе нова надеж за подобра иднина и поквалитетна иднина за сите граѓани во Република Македонија. Така што генерално посетата продолжува, ќе имаме состаноци со останати целни групи. Денот продолжува со општинските комитети во Конче, потоа со местниот комитет во Велјуса тука во Струмица и на крајот од денот ќе завршиме со состанок во општинскиот комитет овдека во Струмица. Во меѓувреме ќе имаме состаноци со повеќе целни групи од кои што исто така очекуваме голем број предлози и идеи. Председатели, сме дека имате распишано конкурс за избор на нови председатели на општинските комитети, кога ќе биде завршена целата постапка и значи ли тоа проветрување на општинските комитети? Тоа е нормална постапка која што се случува веднаш после изборниот процес и нормално после промената на раководството во самата партија. Во неделата заврши отворениот конкурс, се имаат пријавено неколку илјадници луѓе кои што конкурираат за председатели на општински комитети на ВМРО ДПМН во цела Република Македонија, во целата тковина. Постапката на интервјуа ќе започне од 15 март и очекуваме некаде до крајот на април, почетокот евентуално на мај веќе да ги имаме комплетирана целокупната структура да биде комплетирана, но да и комплетираме раководството во општинските комитети. Потоа следува втората фаза, односно фазата кога ќе почнеме да ја промовираме така наречената постапка на работно лето. И понатаму соодветно ќе биде јавноста информирана за следните чекори на ВМРО ДПМН и општинските организации. Спикерот Тала Џафери на утринската координација закажа седницата за носење на законот за јазици утре во 13 часот. Кои се мерките кои што ќе ги преземе ВМРО ДПМН? Ние во минатото во многу наврати апелиравме за разум, почитување на законите, деловникот во собранието и уставот во Република Македонија. При тоа понудивме решение кое што се темели на формирање работни групи кои што ќе бидат составени од сите парламентарни политички партии, ќе биде вклучена експертската јавност, ќе биде вклучени представници од Македонската академија на науките и кабинетот на претседателот на државата. Чувствителна тема е. Во минатото видовме дека оваа чувствителна тема предизвика голем број реакции и во експертската јавност, но и во општата јавност во Република Македонија. Уште еднаш повикувам на разум, повикувам да се избегнат лоши сценарија, повикувам да се избегне опцијата за парламентарен терор на мнозинството врз малцинството во парламентот, бидејќи мнозинството се разбира го сочинуваат представниците на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, поддржувани од останатите политички партии, со исклучок на пратениците од пратеничката група на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Повикувам уште еднашка за разум, повикувам уште еднашка за почитување на деловникот, почитување на законите, бидејќи ова не смее да се дозволи. Лошо ќе влие за Република Македонија, за имиџот на Република Македонија и пред меѓународната заедница, но и пред домашната јавност. Затоа повикувам уште еднашка за последен пат на разум, да се избегне
едно дивентно однесување во парламентот, насилно усвојување на овој закон и повикувам на почитување на деловникот и разгледување на амандманите и отварање на амандманска расправа која што ВМРО-ДПМН ја очекува за време на утрешната седница во собранието. Сето останато ќе предизвика реперкусии и за тој кој што ќе се одлучи да ги прекрши законите, но и сите оние кои што ќе го поддржат во таа постапка. Не ми одговоривте како ќе действувате утре во 13 закажана седница. Нашите пратеници ќе присуствуваат на таа седница и за чекорите понатаму ќе биде јавноста благовремено информирана.